Добре дојдовте на новото видео со вежби од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Во ова видео ќе вежбаме за пасивни реченици во германскиот јазик и тоа само еден тип од пасив, а тоа е пасив на процес во сегашно време. Овие вежби се поврзани со истоименото предавање пасивни реченици во германскиот јазик кој можете да го најдете во плейлистата за ниво А2. Сега можеме да започнеме. Знаете дека во германскиот јазик постојат два типа на реченици и тоа актив или активни реченици и пасив или пасивни реченици. Пасивот ни се дели на два типови и тоа пасив или пасив на процес и пасив или пасив на состојба. Денес ќе вежбаме за пасив на процес. За останатите типови на пасив и пасив во другите времиња ќе вежбаме во малку понапредни нивоа. За денес имаме пасив им презенс или пасив на процес во сегашно време. Знаете кои се правилата за пасив на процес во сегашно време. Најважно е да знаете дека падежите ги променуваат своите места. Подетално за тоа можете да гледате во предавањето за пасивни реченици. Во ова видео ќе прочитаме околу 50 и повеќе реченици за да извежбаме промена од активна во пасивна реченица. Прво имаме активна реченица во горниот дел, а потоа ќе ја претвориме во пасивна. Со плава боја во речениците ќе ни биде обележано номинатив, падежот, со црвена боја акузатив и со зелена боја датив. Zuerst waschen wir die Teller. Прво ги миеме ние чиниите. Ова е активна реченица, као пасивна би била Zuerst werden die Teller von uns gewaschen. Прво садовите од нас се мијат. Значи знаете дека номинатив од активна реченица се променува во датив во пасивна, потоа акузатив се променува во номинатив во пасивна, а дативот си останува од активна во пасивна повторно датив. Ich beschäftige meinen Bruder. Јас го вработувам мојот брат. Mein Bruder wird von mir beschäftigt. Мојот брат се вработува од моја страна. Значи, како што знаете од предавањето, пасивна реченица се формира со глаголот werden, кој треба да ни биде конјугиран, и уште еден помошен глагол кој треба да ни биде во форма како што стои на крајот на реченицата. Во партицип 2. In Macedonien spielt man viele Computerspiele. Во Македонија се игра многу компјутерски игри. Es wird in Macedonien viele Computerspiele gespielt. Во Македонија многу компјутерски игри се играат. Со лилава боја ни е обележано S и тоа значи е збор кој се користи во речениците кога немаме акузатив. Подетално можете да видите во предавањата. Имаме следни реченици: Wir rennen täglich über Geld. Ние трчаме секојдневно по пари. Ова е активна реченица, како пасивна би била täglich wird es über Geld gerannt. Секојдневно по пари се трча. Am Morgen backen wir einen Kuchen. Утре печеме ние колач. Am Morgen wird ein Kuchen von uns gebacken. Утре колач од нас се пече. Wartet auf gute Zukunft. Тој очекува добра иднина. Ова е активна реченица, како пасивна Es wird auf gute Zukunft gewartet. Се очекува добра иднина. Следно имаме Sie bringen uns ins Fitness. Тие не носат нас во фитнес. Wir werden ins Fitness gebracht. Ние сме во фитнес однесени.
Die Tochter reinigt die Garage. Керката ја чисти гаражата. Како пасивна реченица би била Die Garage wird von der Tochter gereinigt. Гаражата се чисти од страна на керката. Ich und du trinken das Bier. Јас и ти го пиеме пивото. Das Bier wird von uns getrunken. Пивото од нас се пие. Забележувате ли дека глаголот trinken во партицип 2 форма го пишуваме како getrunken? Следни примери. Ein Dieb stahl das Fahrrad aus dem Hause. Крадец го кради велосипедот од куќата. Пасивна би била Das Fahrrad wird aus dem Hause gestohlen. Велосипедот од куќата се краде. Ich kaufe einen teuren Ring. Јас купувам скап прстен. Der teuren Ring wird von mir gekauft. Скапиот прстен е од мене купен. Der Lehrer schenkt dem Schüler das Buch. Наставникот му подарува на ученикот книга. Пасивно би кажале Das Buch wird dem Schüler von Lehrer geschenkt. Книгата му се подарува на ученикот од наставникот. Во оваа реченица имаме два пати датив, бидејќи од активната реченица дативот си останува датив и во пасивна, но исто така од активната реченица номинативот се пренесил во датив во пасивна. Одиме понатаму. Der Vater schließt abends um 8 Uhr die Tür ab. Таткото ја заклучува навечер во 8 часот вратата. Ова е активна реченица. Пасивна би била abends um 8 Uhr wird die Tür abgeschlossen. Навечер во 8 часот се заклучува вратата. Das Kind wirft den Ball. Детето ја фрла топката. Der Ball wird von dem Kind geworfen. Топката е од детето фрлана. Du fängst die Prüfung an. Ти го започнуваш испитот. Die Prüfung wird jetzt angefangen. Испитот сега започнува. Натаму со три нови реченици. Die Leute sprechen leise in der Bibliothek. Луѓето зборуваат тивко во библиотеката. In der Bibliothek wird es leise gesprochen. Во библиотеката тивко се зборува. Затоа кога се користи es во овие реченици, можете да најдете во предавањето за пасивни реченици од А2 ниво, поточно во варијации во формирање на пасив. Ich organisiere eine Hochzeitsparty. Јас организирам една свадбена прослава. Како пасивна реченица би кажале Die Hochzeitsparty wird von mir organisiert. Свадбената прослава е од мене организирана. In Mazedonien isst man oft Popcorn. Во Македонија се јаде често пуканки. Ова е активна реченица, а пасивна би кажале In Mazedonien werden oft Popcorn gegessen. Во Македонија често пуканки се јаде. Глаголот gegessen ни е партицип 2 форма на глаголот essen. Одиме понатаму. Meine Freundin schreibt mir zweimal pro Tag. Мојата пријателка ми пишува 2 пати дневно. Es wird mir zweimal pro Tag geschrieben. На мене 2 пати дневно ми се пишува. Значи во пасивните реченици, како што кажавме во предавањето, не е морално да има некој подмет. Er gewinnt den Wettbewerb.
Тој победува на надпреварот. Пасивна реченица der Wettbewerb wird von ihm gewonnen. Надпреварот е од него победуван. Die Chefin hilft den Arbeiter. Шефицата му помага на работникот. Der Arbeiter wird von der Chefin geholfen. Работникот е од шефицата помаган. Следна реченица Klaus schreibt einen Bericht. Klaus пишува еден извештај. Der Bericht wird von Klaus geschrieben. Извештајот од Klaus се пишува. Wir rechnen auf eure Hilfe. Ние рачунаме на вашата помош. Auf eure Hilfe wird von uns gerechnet. На вашата помош од нас се рачуна. Die Stadt baut einen Kreisverkehr. Градот гради кружен тек. Ein Kreisverkehr wird der Stadt gebaut. Кружен тек од градот се гради. Тоа беа речениците за пример. Потребно е да знаете дека дали ќе искористите активна или пасивна реченица во германскиот јазик, во двата случаеви ќе биде точно. За крај ќе направиме една вежба во која ќе ви дадеме 3 реченици во активна форма и ќе биде потребно вие да ги претворите во пасивна. Имате неколку секунди, а потоа ќе ги решиме заедно. Дали сте готови? Значи првата реченица во активна форма е Mein Chef hilft mir heute. Мојот шеф ми помага на мене денес. Како пасивна би ја кажале Es wird mir heute geholfen. На мене денес ми се помага. Како пасивна реченица можете и поинаку да ја формирате. Втората реченица, актив, е Sie kauft ein Fahrrad, таа купува велосипед. Како пасивна, Das Fahrrad wird von ihr gekauft. Велосипедот од неа се купува. И третата реченица, Der Gärtner pflanzt die Blumen. Градинарот ги сади цвеќињата. Ова е активна реченица. Како пасивна би ја кажале Die Blumen werden von dem Gärtner gepflanzt. Цвеќињата од градинарот се садат. Потребно е многу вежбање и ќе заприметите дека пасивот не е толку тешка граматика. Тоа беше се за денес. Се гледаме во следното видео. Ако ви се допадна видеото, не заборавајте да кликнете лайк.